му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. Први впечатоци од Вараждин и од она како е организирано овде, односно какви се условите во споредба со Загреб? Добро, во Загреб бевме во еден убав град. Мислам дека и поголема организација беше таму, поради тоа што ќе се одиграат тие финални средби баш во Загреб. Но исто тука не може да се пожалиме, хотелот е супер, сместувањето е све како што треба. Но тоа е проблем што малку сме подалеку од Вараждин, имаме доста возење со автобус до главната сала. Но све што е во корист за репрезентација мислам дека не е тешко и се ќе прекјутиме и ќе претрпиме како и за сите така и за нас. Сите репрезентации се таму, така да ние треба само да се гледаме наша работа, да се сконцентрираме околу надпреварите и другото све е миновно. Односно на арена во Загреб, салата во Вараждин е помала. Помал број на публика, се очекува да има поддршка секако од навивачи што ќе дојдат од Македонија. Ќе биде ли можеби полесно да се направи поголем притисок овде спротив селекциите на Шпанија, на Чешка и на Данска? Па да, колку што гледаме и пратиме по портали, се најавува голема бројка што доаѓа од Македонија и ќе имаме една голема поддршка. Исто имавме таа поддршка и во Загреб, но како што кажавте, тука е помала салата и мислам дека ќе биде побучно за сите екипи, како и за нас, така и за противниците, и мислам дека тоа ќе ни биде од корист на нас, поради тоа што сме научени ние на такво навивање на таква публика и ќе ни бидат како ветар во грб сите надпревари што ќе играме тука. Познаваш добро неколку ракометари кои што настапуваат за селекцијата на Шпанија, имаш играно против нив, заедно со нив. Можеме ли и каде можеме да ги добиеме? Па добро, ете и нашиот селектор е шпанец, така да мислам дека е системот на игра сличен, но сепак секоја репрезентација си има своји задачи кои треба да се ги одработи од страна на селекторот. Се познаваме, сме играле со овие репрезентации, така да мислам дека нашиот селектор ќе направи добра тактика за неговите. Фала ти многу и се убаво на преводот во недела, па да продолжиме да се радуваме исто како што се радувавме во Загреб. Фала многу.